По евидентираните 10 случаи позитивни на COVID-19 во Кочани, денеска општинскиот кризен штаб одржа вонредна седница на која беа разменети информации за актуелните состојби, како и за мерките кои треба да се заострат и применуваат доследно заради спречување на ширење на заразата. Директорот на Центарот за јавно здравје Гоце Серафимов истакна дека бројката од 9 ново заразени е последица на непочитување на вонредната состојба и пропишаните мерки и протоколи. Поред него ситуацијата е под контрола и нема место за паника. Од вкупно 22 случаи позитивни на COVID-19, 10 се од општина Кочани, а 12 од општина Чешиново Облишево. Скринингот на градинките во Кочани покажа 9 позитивни лица, за тоа што резултатите како се работеа, така ги добиваме. Значи, она што имам последно е дека ние имаме 9 позитивни лица кои се во повеќе клонови. Не се работи за еден случај, не се работи за место каде што може да кажеме да, биле заедно, не знам. Обшта ситуација е дека од 22 мислам за сега, кои се позитивни во момент активни случаеви, ние имаме некаде околу 10 кои се наоѓаат во регионот, не се наоѓаат во општина Кочани. Општина Кочани имаме 9 кои се од градинките, имаме уште еден кој ни е од Скопје, со тоа што сите случаеви се стајани во карантин и сите лица кои се околу нив се стајани во карантин. Градоначалникот Никол Чејлиев дефинираше 4 заклучоци кои произлегуваат со станокот, а се однесуваат на мерките кои ќе се применуваат и понатаму. Покрај задолжителното носење маски, држењето на растојание, затворените детски игралишта, поактивно действување на инспекцијските служби, битно е да се истакне дека полицијата ќе применува ригорозни казнени мерки за сите што нема да се придржуваат кон мерките. Противпожарната единица во овој момент ќе продолжи со вршење на дезинфекција на сите клонови на детската градинка и на сите други институции каде што ќе биде потребно. Понатаму јавното комунално предпријатие ќе ги дезинфицира улиците и местата за одлагање на отпад со перење на улиците. Се договоривме полициската станица посилно да ги применува сите мерки, односно казнени мерки. Исто така упативме апел до надлежните институции, до надлежните инспекции да излегуваат на терен и да максимално вршат контроли во делот на почитувањето на протоколите, во делот на вршењето угостителска дејност, чиј апел до директорите на училиштата кои што овие денови ги вршат своите завршни работи, односно вршат состаноци и совети, да ги почитуваат препишаните мерки, да носат заштитна опрема и да држат прописно растојание. Детските и повеќенаменските игралишта не се отворени, односно се затворени и секоја нивна употреба е на собствен ризик. Инаку деновиве се работи на откривање на лицата кои биле во контакт со позитивните од COVID-19, на кои им се определува мерка самоизолација, а тестирањата треба да ја откријат вистинската слика, колку е раширен вирусот на подрачјето на општината и пошироко.